пратениците од ВМРО ДПМН бараат секој кој што ќе биде кандидат за председател на собранието да ја отфрли, како што вела така наречената тиранска платформа. Втор ден од собраниската конститутивна седница која што почна на 30 декември, иако негде по 17 часот представниците на политичките партии беа на координација кај председавачот со конститутивната седница Трајко Велјановски, сепак не ни беше соопштено дека било постигнат некој договор на оваа координација кај Велјановски. Представниците на политичките партии утре повторно ќе имаат координација кај Велјановски, пошто негде околу 11 часот повторно ќе се продолжи со оваа конститутивна седница. Расправата денеска повторно слична како и во текот на вчерашниот ден. Представниците од ВМРО ДПМН сметаат дека треба да се одговори на сите теми кои што се отворени во јавноста, бараат од пратениците на СДСМ да објаснат што се е договорено со ДУИ во однос на законот за употребата на јазиците. Од СДСМ пак сметаат дека треба да се скокне првата точка која што е на дневен ред, а тоа е изборот на комисијата за прашање на избори и именувања, и да се оди на втората точка, а тоа е избор на председател на Собранието на Република Македонија, за што и претходно доставија предлог подпишан од 20 пратеници, предлог односно Талат Џафери да биде нов собраниски спикер. За ова поддршка им откажа Беса. Сепак и во однос на овие две точки се уште нема никаква разврска, по ниту една од двете овие точки не е гласано денеска во собранието. Исто така, дел од пратениците денеска и со меѓусебни обвинувања, реплики, контрареплики околу тоа зошто пропаднаа преговорите помеѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ за формирање на влада. Елена, можеме овде првично да погледнеме дел од изјавите во собранието денеска, како помина вториот ден од расправата во собраниската конститутивна седница. Никој не спори никому да предложи кандидат за председател на собранието со 20 или повеќе подписи. И му пожелуваме многу успех на предложениот. Кога ќе дојде време за гласањето, ќе се види дали и кој ја ужива поддршката. Но никој не може ниту на другите, а најмалку на комисијата, да ја оспори да биде конституирана и истата со мнозинство, вакво или поинакво, да предложи еден или повеќе кандидати. И на крајот од краиштата, како што кажа еден политичар, сега е време за дебата. И мислам дека поважен е квалитетот на дебатата и аргументите од било кое брзање. Брзањето може само да не однесе во погрешна насока. Од граѓаните сме избрани максимално да ги искористиме можностите за дебата со аргументи. И нормално дека тоа ќе го направиме. Талат Џафери е предложен за председател на собрание. Прекини го циркузот, имаме предлог од 20 пратеника, дај да ја направиме оваа циркузијада во свечена седница. Талат Џафери да го избереме за председател. Да ја прекинеме оваа комедија, затоа што ќе се претвори во комедија, да гласаме за составот на комисијата, да одиме на комисијска седница. Официјално имаме кандидат кој што е речиси консензуален, затоа што досега до овој миг не слушнав дека го оспорувате, ја оспорувате кандидатурата на господинот Талат Џафери. Да го изгласаме на комисија, да се вратиме на четвртата точка од дневниот ред. Има една суштина, предуслов за било каква соработка помеѓу ДУИ и СДСМ беше законот за јазици, за кој што и вие и СДСМ кажавте дека е окончан, потврден, детален, прецизен и затворен. Тој закон како текст некаде постои. Сега, ако тоа беше предуслов господинот Џафери да биде кандидат за председател на собрание, ве молам да го видиме тој текст, не само заради нас. Второ, заради голем дел од пратениците на СДСМ кои што го немаат видено. И трето, заради целата јавност во Република Македонија. Заради тоа што ако тоа е предуслов да се дојде до тука, ние имаме легитимно право да го видиме предусловот, пред да ја донесеме одлуката. И конечно, никој не го оспорува правото на 20 пратеници на СДСМ или заедно со ДУИ или само СДСМ да го предложат господинот Талат Џафери. Ние вчера многу пати потенциравме дека тоа е легална постапка. Но тие 20 пратеници не можат да гоускратат правото на други 20 или други 2 пати по 20 или други 3 пати по 20 и уште помалку на Комисијата за прашање на изборите и именувањата
да достават свое видување околу постапката. Затоа мораме да ја поминеме оваа процедура со избор на комисијата, за воопшто да дојдеме на четвртата точка за избор на председател. Партискиот лидер Никола Груевски, како што спомена и ти уште пред неколку година, го најави овој политички документ, како што рече, за излегување од политичката криза, но и за зачувување на унитарноста на Република Македонија. Неколку точки содржи документот, една од нив е и дали коалицијата за победник и победник за формирање на коалиција, или познато како Мајскиот договор, е фактор за стабилност на Република Македонија. Повеќе точки, како што реков, содржи овој документ, него денеска го презентираше членот на извршниот комитет на партијата Антонио Милошовски, кој што рече дека се работи за надпартиски договор за решавање на внатрешните разлики, и тоа во рамки на институциите во Република Македонија. Подготвено прилог на оваа тема има колегата Александар Видиновски, да го погледнеме. Создавање надпартиски договор за секој идно принципиелно решавање на внатрешните разлики во рамките само на институциите на државата, без странски агенди или представници и единствено од страна на легитимно избраните представници на македонските граѓани. Внатрешно обединување против мешувањето во внатрешните работи на земјава од страна на странски политичари или држави кои се косат со принципот на почитување на суверенитетот или се спротивни на принципот на добрососедски односи. Заеднички да се отфрлат плановите, платформите или агентите кои се надвор од нашето уставно уредување или се спротивни на македонските стратешки државни интереси. Ова е дел од така наречениот патокас за излез од политичката криза кој денеска го објавија од ВМРО ДПМН, а веќе беше најден и од лидерот на партијата. Заеднички да создаваме планови и платформи и агенди кои што се во интерес на уставното уредување на Република Македонија и стратешките интереси на државата. Осуда на секој директен или индиректен ревизионизам на Охридскиот рамковен договор, кој е целосно вграден во Уставот на Република Македонија и нашето уредување. Во патоказот се бари институционално да се најдат решенија за повеќе отворени прашања. Така се предлага да се усогласи праксата за коалицирање на победник со победник и да се утврди дали оваа пракса дефинитивно се отфрла или пак ќе важи и во иднина. Потоа се предлага партиите да се договорат дали странските агенди и мешањето во внатрешните политички работи на земјава се прифатливи или пак релевантни програми се само оние кои добиле поддршка од граѓаните на избори. Политичарите треба да се договорат и дали при конституирање на собранието, сегашното, но и во секој иден состав, позицијата председател на собранието логично би му следало на политичката коалиција или партија која што победила на изборите или треба да биде предмет на надгласување. Тема за дискусија според овој патокас се предлага да биде и прашањето дали сите политички актери се согласни со задржувањето на мултикултурниот модел македонско општество со подеднаква промоција на сите заедници или се поддржува промена на овој модел во двонационален на сметка на повеќето немнозински заедници. Дали врвен приоритет во овој момент останува стабилизирањето на земјата, институциите, економијата и европските реформи за евроинтеграција како обединителна сила за сите граѓани, или пак сите овие приоритети треба да се заменат со редефинирање на односите помеѓу заедниците и државното устројство на Република Македонија. На пресконференцијата одржана во седиштето на партијата беше кажено и дека излезот од кризата го гледаат само низ диалог на избраните пратеници, кои доколку најдат согласност по овие точки, тоа би било доволно за помирување и конечно завршување на политичката криза. Ленеко од ВМРО ДПМН рекоа дека исто овој документ, политички документ, ќе го достава до сите поголеми политички партии и ќе се очекува нивната реакција. Денеска единствено реакција во однос на овој документ, политички документ за излез од политичката криза од социјалдемократите. Партискиот портпарол Петре Шилегов рече дека веќе постои граѓански договор кој што е предочен во 67 пратенички мандати. Еве е неговата изјава. Договор против поделби, против изолација, против сценарија за бинационална држава, зашто втор ден во собранието јасно се заложува и самиот Антонио Милошовски. Тоа е граѓански договор на околу 700.000 граѓани, преточен во 67 пратенички мандати од сите партии во собранието, освен од ДПМН. Има легитимно, демократско формирано парламентарно мнозинство во Република Македонија.
Во однос на овој политички документ ќе треба да го почекаме ставот и на другите политички партии што се однесува до продолжението на Собраниската конститутивна седница која што почна на 30 декември со единствено 2 точки на дневен ред: избор на комисијата и низините членови и комисијата за избори на прашања и изменувања, како избор на нов председател на Собранието на Република Македонија продолжува утре предпладне. Како ќе биде развојот на настаните, останува да видиме.